Електрични чамци од Македонија се возат низ Европа. Струшката компанија Унипласт е единствената во земјава која се занимава со нивно производство. Првите вакви пловила ги испорачале во Венеција во 2012 година, кога овие производи биле новитет во светот на наутиката. Тогаш произведувавме 8,5 метарски чамец за транспорт на туристи во Венеција, кој беше на хибриден погон. После тоа го модифициравме самиот кров на чамецот за да се монтираат фотонапонски панели и така неколку години се користеа чамците на пазарот во Италија. Една деценија од тогаш технологијата е отидена многу напред, а батериите и моторите се полесни за вклопување во самите чамци. Некој основен стандард за автономијата на чамците е околу 50 минути до сат време. Во моментот работат на развивање на 5-метарски чамец кој би имал минимален отпор на вода и ќе биде со значително подобрена автономија кога се плови со помала брзина. Поради проблемот што го имаме на нашето езеро и немањето на инфраструктура за полнење на батерии, развиваме посебен систем на фотоволтаични панели кои ќе служат како еден вид на тенда, на сенка на самиот чамец, кој што заедно со софтверот за контрола на батерии ќе имаме можност да добиеме дополнителен сат, можда и 2 сати дополнителна автономија за пловење на чамецот. Неговото тестирање ќе започне наскоро, додека за пуштање во употреба и низ Охридското езеро ќе биде потребна помош од надлежните институции за поставување на соодветна инфраструктура. Нема да е проблем да се плови од една точка до друга точка на езерото, но знаеме дека многу често имаме бури, имаме големи бранови на самото езеро што значително ја празни, ја црпи снагата на батеријата и мора да имаме претходно договорен систем, договорена мрежа, воспоставена мрежа на полначи, што би, според моје мислење, би требало да почнеме со некои 6 до 8 точки за полнење на езерото, за да можеме без проблем да пловиме на... Смета дека иднината на Охридското езеро е во ваков вид на пловила со оглед на негативниот импакт кој го имаат постечките кои работат на горива. Со овој тип на мотори целосно е избегната, се избегнува бучавата, се избегнува исфрлањето на издувни гасови, материи. Во другите земји веќе имат изгласани закони за забрана за користење на стандардни мотори на бензин и нафта. Дури и во Србија е изгласен закон за заштита на неколку езера и крајниот рок за трансформирање на стандардните мотори со електрични завршува ова година. Штета е Охридското езеро да остане на сегашниот статус на заштита кој го има, вели Христијан. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.